Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. 72 годишен маж од Штип загина, а 18 годишно момче од Струмица се здобило со телесни повреди во директен судар на два автомобили попладнево околу 14 часот на експресниот пат Велес Свети Николе. Попладнево околу 14:25 во СВР Велес било пријавено дека на експресниот пат кон Штип се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Volkswagen Passat со штипски регистарски ознаки управувано од 72 годишниот МН од Штип и патничко возило Volkswagen Golf со струмички регистарски ознаки управувано од 18 годишниот МЈ од Струмица. Од здобиените повреди на местото на несреќата починал возачот на возилото Passat, а смрт констатирал лекар од итната медицинска помош, информира од секторот за внатрешни работи Велес. Возачот на возилото Голф се здобил со телесни повреди, констатирани во болницата во Велес. Увид врши јавен обвинител во содејство на екипа од секторот за внатрешни работи Велес. Портпаролот на општата болница Велес, доктор Ванчо Граматов, за МИА информирал дека на повреденото 18 годишно момче во болницата му биле направени сите рентген и томографски испитувања на глава и бил задржан кратко во болницата со констатирани лесни телесни повреди. Момчето било пуштено од болница на понатамошно домашно лекување. Експресниот пат по несреќата неколку часа беше затворен во двата правци, но од вечерва сообраќајот целосно е во функција. Родителите на загинатите во Пулс попладнево организираа едночасовна блокада на главниот кружен тек во Кочани. Одлуката ја донеле во знак на револт од изјавите на адвокатите, кои тврдат дека судскиот процес ќе трае со години. Ваквиот начин на протест ќе продолжи секој ден, се до почетокот на судскиот процес. Родителите на децата кои ги изгубија животите во пожарот во дискотеката Пулс денеска излегоа на едночасовна блокада од 15:15 до 16:15 часот на кружниот тек во центарот на Кочани. Блокадата според нив е логична последица и револт поради изјавите на адвокатите на обвинетите дека судскиот процес против нив може да трае од 10 до 15 години. Оваа изјава е срамна и понижувачка за семејствата чии деца ги загубија животите во трагедијата. Таквите зборови звучат како обид да се подготви јавноста за бавно и одолговлечување и заборавање. Ние тоа нема да го дозволиме. Нашите деца не се бројки во предмет. Тоа се човечки животи згаснати поради туѓа негрижа и неодговорност. Секој ден без правда е нова рана за нас. Животот на едно дете вреди многу повеќе од нечии интереси и адвокатски игри, порачаа родителите. Судот да се доекипира со потребните суди и судски соработници, за да не се одолговлекува процесот поради недостаток на ресурси. Рочиштата да добијат приоритет и постојано темпо со цел постапката да тече непопречено и без непотребни одолжувања. Јавно и транспарентно следење на сите процесни активности за да нема сомнежи, манипулација и скриени бавења. Ние нема да чекаме 15 години за вистината. Родителите најавија дека ќе продолжат со протестите секој ден во истото време, се до отпочнување на судскиот процес, а од текот на судењето ќе зависи дали блокадите ќе продолжат. За Сител, Трајан Ристовски. ВМРО ДПМН вечерва ја представи својата програма во Свети Николи Штип. Мицковски им порача на граѓаните дека за СДС ова не се избори за Македонија, туку избори кои треба да ги спасат позициите на партиското раководство. Ова за СДСМ не се избори за спас на Македонија, туку избори за спас на нивните лични кариери. Тие се уплашени од одговорност и затоа оваа тесна мала група која што ја има кинапирано СДСМ, ја држи цела држава Македонија во грч. И како такво, јас ова го разбирам како потценување на гласачите и директна уцена врз цела држава. Јас се кажувам вистината во очи, без оглед на тоа дали Филипче ме мразел или презирал, како што тоа го кажа на еден од последните митинзи. И тоа што ме презира е помало гајле. Поголемо е што таа негова политика на навреди, на
ниски зборови кои што не би требало човек интелектуалец да ги кажува, па колку и да чувствува гнев кон мене и кон ВМРО ДПМН, ја доведе СДСМ на едва 130.000 гласови. Кога локалната и централната власт се на иста страна, на страната на народот, тогаш нема изговори, тогаш има резултати. Нема чекање со месеци и години. Имаме брзина во реализацијата. Додека некои во минатото мислеа само на тендери и фотели, ние денес мислиме на улици, училишта, водоводи, вработување. Социјалдемократскиот сојуз вечерва централните митинзи ги одржува во Радовиш и Струмица. Председателот на партијата Венко Филипче вели дека тие како партија ќе работат на враќање на достоинството и вербата во институциите. Денес кога државата се соочува со политички поделби, со лажна реторика, со манипулации, нашата борба е за враќање на достоинството, правдата и вербата во институциите. Она што нас социјалдемократите направи различни од ВМРО ДПМН, посебни и вредни како луѓе се единство, солидарност, праведност и секогаш подадена рака. И само ако се водиме од овие принципи, ќе успееме во нашата борба за нашиот дом, во борбата да вратиме државата на вистинскиот пат, да имаме општество во кој сите ќе имаат еднакви шанси и можности, но и обврски. Почитувани, за 4 години ВМРО ДПМН општините ги присвоја како нивни лични гранапчиња за бизнис, а на централно ниво држава ја вратија 100 години назад. За спорт и здравје, на барање на сите граѓани, ќе градиме затворен базен. Бидејќи тој што го имавме, нивната партија го затрупа олимпискиот базен. Тоа ќе го направиме до крајот на 2027 година, со ставање на приоритет на градење. До крајот на 2028 година, трајно ќе го решиме отпадот во Радовиш, со дислокација и иницирање на постапка за формирање на регионална депонија. Со средбини за општините и најава на проектите од програмите, кандидатите за градоначалници денеска ги продолжија своите активности. Ново училиште во Центар најавува кандидата за градоначалник на СДСМ Герасимовски на местото на изгорените стари бараки Партизан, близу градскиот парк. Со расчистување на овој простор, кој со години беше запуштен и претворен во депонија, го враќаме во функција на граѓаните. Нашата цел е оваа локација да ја уредиме и да ја подготвиме за идната намена. Изградба на основно училиште, предвидено во Важечкиот и Новиот Дуб. Со тоа од небезбедно место правиме простор кој ќе им служи на децата. Неговиот против кандидатот Знам Лабудовиќ пак со идеја за општински здравствен хаб за бесплатни прегледи. Може бесплатно да ги провери своите здравствени параметри, притисок, шекер, холестерол, пулс, да добие совет од медицинско стручно лице или психолог, да научи повеќе за здравата исхрана, физичка активност и превенција, да присуствува на работилници за ментално здравје, родителство и самогрижа. Во Радовиш стационар за кучиња ветува кандидатот на владеачката ВМРО ДПМН. Овде е планирано да се изгради прифатилиште за кучињата скитници. Тоа е едно од најгорливите прашања на нашите сограѓани. Со тоа ќе обезбедиме поголема безбедност на граѓаните, подобрување на јавното здравје и секако хуман пристап кон животните. Теренски активности има и кандидатите од албанскиот блок. Во нашата програма грижата и вклученоста на лицата се попречено со една од главните столбови. Во соработка со организациите кои работат во оваа насока ќе изградиме долгорочни политики за пристап до образованието, здравствените услуги, транспорт и јавни простори. Ќе создадеме посебни програми за нивно вработување и обука во јавниот сектор и во локалните институции. Текот на нашиот мандат Гостивар ќе добие нов мост над реката Вардар, мостот на хармонијата. Тоа ќе биде современо инфраструктурно дело со 4 сообраќајни ленти, патеки за велосипеди и безбедни тротоари за пешаци. Мостот ќе ги поврзува населбите, ќе го олесни сообраќајот. Независните главно со екопораки. Индустријата ќе биде обколена со мерни станици и ќе има засилени инспекцијски служби на индустријата. Понатаму производството на зелена електрична енергија, во која што ќе се искористува
метанот од биоотпадот од компостирањето. За представување пред граѓаните и за кампања на учесниците во локалните избори им остануваат уште 5 дена. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Со активности на терен денеска има и кандидатите за градоначалници на град Скопје. До јуни месец 2027 година Скопје конечно ќе добие Луна парк. Ова нема да биде само простор со реквизити, туку современ забавен центар со европски стандарди за безбедност, со ролер костери, водени атракции, интерактивни игри и зони со виртуелна реалност. Луна паркот ќе биде пристапен за сите и за лицата со попреченост, со вграден систем за безбедност, видеонадзор и прва помош. Поставуваме нов систем на дневни центри и прифатилишта за жени жртви на насилство, нови сервиси за семејствата и парамедик служба која ќе им помогне на најранливите во нивните домови. Со фонд за лица во ризик обезбедуваме здравствена и социјална поддршка во градот, а јавниот простор и транспорт го правиме пристапен за лицата со попреченост. Градиме центри за дневна грижа за старите лица. Отвараме мултисензорски соби во училиштата за децата со пречки во развојот. Враќање на Скопскиот фестивал, еден од најбитните музички настани кои што градот Скопје некогаш ги организирал, кој што за жал ја изгуби својата традиција. Овој концерт и фестивал го ставаше градот Скопје на мапата на Балканот и на Европа. На музичката сцена знаете дека токму од овој фестивал во минатото се избираше и представникот на Евровизија, за да збогатиме и да ја вратиме културната сцена во градот Скопје и секако музиката. Прво и основно, многу е лошо во оваа ситуација да зборуваме за некои капитални инвестиции кои ние се наоѓаме на старт. Треба да го исчистиме градот, нема да го исчистиме за 2-3 дена, туку за 33 дена, како што ни е бројчето. Првенствено тоа да се исчисти градот комплетно. Никој не зборува за атмосферската канализација. При секој голем пороен дожд излагаат фонтани од шахтите, значи тоа треба да се направи една дренажа и една профилактика на целата таа мрежа. Позади нас е конзервираната мала депонија на Линдан, која што не се чисти од јануари оваа година, иако се издвоени пари од буџетот. Има пари од Обединети нации добиено за чистење на таа депонија. Прашуваме зошто министерот за животна средина, а актуелен кандидат за градоначалник на Чаир, не направи ништо за тоа. Од денеска стартуваше примената на новиот систем за регистрација на влез и излез во Шенген. Деталите ги пренесува Наташа Мерсовска. Од денеска нови правила за влез и излез во земјите членки на Унијата. Патниците кои влегуваат од земја која не е во Шенген зоната, како Македонија, ќе мора да се регистрираат на дигиталниот ЕС систем. При првото патување на аеродром или на граничен премин се пополнува документ со лични податоци. Потоа граничната полиција зема биометриски отпечатоци. Уклучувајќи слика на лицето и отпечатоци од прсти, податоци од патниот документ, како и информации за влез, излез и евентуално одбивање на влез на државјани на трети земји кои ја преминуваат надворешната граница на Шенген зоната. При следното патување системот автоматски ве препознава и ќе знае кога сте влегле и излегле од Шенген, а со тоа и дали се прекорачува дозволениот престој од 90 дена. Дигитализацијата полека ќе се спроведува во следните 6 месеци, за почеток само со 10% од капацитетите. Македонците кои денеска се враќа од Брисел и Виена не поминаа низ ЕС системот, велат дека немало застој и не пополнувале никакви формулари. Не. Се беше најнормално. Формулари пополнувавте ли? Не, на враќање немаше ништо. Немаше ништо. Очекувате дека ова ќе ја забави процедурата? Па ќе ја забави првите 6 месеци до година, и после ќе биде нормално. Ништо, никакви нови правила. Има на место машини, меѓутоа не е почнат ништо. На Брисел немаше никакви новитети, се беше по старо со печат. Негов пред да стапи на сила законот. И денеска ништо така лесно Ништо, да. Мислите дека ова ќе отежни процедурата? Па не. Немаше никаква процедура, најноставно ги дававме пасошите помина. Очекувате новиот систем да забави евентуално Процедура си е процедура, тоа е тоа. Се што треба ќе направи.
Процедурата е едноставна, трае неколку минути, со што не се очекуваат поголеми застои на граничните премини. Отпечатоци не се земаат за лица по 12 години. It is simply the cost of 2 to 4 minutes to get us registered, and that allows for 3 years of movement across borders. The rollout will take approximately 6 months because we're only looking at, from this weekend, about 10% of the kiosks being put in place. It's an enormous investment in terms of the infrastructure and the training that needs to go in place. So you'll still go to airports and to train stations, and you may have your passport stamped. But slowly, the teething process will happen, implementation will happen, and hopefully by April 2026, all of us will simply be able to avoid the little stamps on our passports and go straight through scanners and into our destination. Новите правила ќе се применуваат во 29 европски земји. Од следната година македонските граѓани кога патуваат во Европа ќе мора да го користат и ETIAS, електронското властување, каде однапред ќе треба да се регистрираат преку апликација и да платат такса од 20 евра. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Тука е крајот на вестите, ви благодарам на довербата и ви посакувам